Пред нова година струјата поскапи за 9,5%. 6 месеци подоцна, цената скокна уште еднаш за просечни 7,4%. До следната нова година Очекувано е да има зголемување на цената на електричната енергија, но сега ги правиме сите напори тоа да биде мало, минимално или благо покачување. сепак не се црни сите сценарија. Nëse realizohet plani I prodhimit nga ana e elektranave të maqedonisë së Veriut në çerekun e fundit të vitit dhe nëse realizohet edhe plani I furnizimit me energjensa të ndryshme me çmime të cilët I kemi për momentin, atëherë nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Но осветлувањето на фасадите, парковите, улиците и булеварите, општините и државата веќе почнаа да штедат. Има ли начин да се вклучат и граѓаните? Како да се заштеди електрична енергија во домакинството? Ова е прашање на кое постојано се бара одговор, но интересот е особено голем оваа година. Летото домакинствата добија нов начин на пресметка на сметките за електрична енергија. Во суштина, тие што трошат повеќе, плаќаат поскап киловат час. Па во пресред на зимата, ова се последните недели за да се направи план. Како да се троши помалку струја, а со тоа да се плаќа и помалку. Оние што се греат на електрична енергија, веќе знаат дека најдобар начин да се заштеди се термофасада и нови врати и прозорци, во комбинација со инвертер уреди. Но што е со другите уреди кои се користат во сите домакинства, независно од начинот на затоплување и годишното време? Иако има значителни разлики од регион до регион, според Евростат и според Агенцијата за информации за енергијата на Соединетите Американски држави, најмногу електрична енергија во домакинствата се троши на загревање вода, осветлување, ладење, миење и перење, како и на ТВ и електронските уреди. Имајќи ги предвид овие податоци, тргнавме по одговори. Има ли начин да се заштеди, без да се наруши комфорот на живеењето? Прво, прашавме кај оние што продаваат уреди за домакинствата. Вера Блажевска е маркетинг менаџер на горење во Северна Македонија. Според неа, еден начин да се штеди е да се внимава на енергетската класа на апаратите за домакинство. Доколку направиме споредба помеѓу две машини за перење алишта кои имаат ист дизајн, ист капацитет и исти димензии, а се во соседна енергетска класа, например во енергетска класа А и енергетска класа Б, може да заклучиме дека со поефикасниот апарат за домакинство може да ќе добиеме помала потрошувачка на електрична енергија и до 5%. Во салонот во кој снимавме, имаше две машини за перење алишта кои изгледаа сосема исто, а единствената разлика беше во моторот. Поскапата од 32.990 денари беше опремена со моторот АСО 3+ енергетска класа, која троши просечно 174 киловат часа годишно. Поевтината, од 29.990 денари, беше со енергетска класа АСО 2+, односно со просечна потрошувачка од 214 киловат часа годишно. Ако го земеме за репер најефтиниот блок во скапа тарифа, кој изнесува 7,72 денари за киловат час и тоа без ДДВ, поскапата машина за една година ќе ни потроши 1343 денари. Поевтината пак ќе ни потроши околу 300 денари повеќе, 1652 денари. Ако пак го земеме за репер најскапиот блок во скапа тарифа, кој изнесува 17,48 денари за киловат час без ДДВ, поскапата машина ќе ни заштеди 700 денари годишно. Сето ова значи дека инвестицијата во енергетски поефикасната машина за перење може да почне да се исплаќа веќе после 4-та година. Слична споредба направивме и со комбиниран фрижидер. Поефикасниот чини 27.990 денари и просечно троши 240 киловат часови годишно. Помалку ефикасниот чини 1000 денари помалку и троши 306 киловат часа годишно. Според цената во скапа тарифа блок 1, поскапиот фрижидер ќе потроши 1852 денари годишно без ДДВ. Поевтиниот пак ќе потроши 2362 денари или 510 денари повеќе. Според цената во скапа тарифа блок 4,
Поевтиниот фрижидер ќе потроши 1153 денари повеќе од поскапиот. Пресметката покажува дека инвестицијата во поскапиот фрижидер ќе почне да се исплаќа веќе за 1 до 2 години. Овие пресметки се повеќе ги интересираат и граѓаните, вели Блажевска, но поради ограничениот буџет и кризата, не секој може да си дозволи да направи таква инвестиција. Може да кажеме дека потрошувачите се солидно информирани, иако би потенцирале дека информираноста е повисока кај помладата популација на потрошувачи. Сепак и куповната моќ има голема улога при изборот на апарати за домаќинство, па затоа за дел од потрошувачите енергетската ефикасност не е одлучувачки фактор. Професорот на Факултетот за електротехника и информацијски технологии Горан Рафајловски охрабрува на енергетската ефикасност да се гледа како на инвестиција, и тоа на таква што се враќа за релативно краток период. Сигурно. Значи, тоа е едноставно исто како кога купувате автомобил и потрошувачката на гориво, дали е 4 литра или 6 литра и цената дали е 10.000 евра или 12.000 евра, нели? Ако тоа прерачунате на број на поминати километри, потрошувачка единична по 100 километри на гориво, исто тоа ние го правиме со нашите студенти тука, многу лесно може да се прерачуна дека повратокот на средствата се случува за неколку години, 4 до 6 години. Но што да се прави со веќе постоечките уреди со кои располага едно домаќинство? Како да се заштеди доколку некој не може да си дозволи да купи нов уред со подобра енергетска ефикасност? Да, едноставно си направиме една нов распоред на своите навики. Например, уклучување на бойлер во моменти кога има ефтина тарифа, уклучување на бойлер во кога луѓето или целата фамилија ќе реши да го искористи целокупниот капацитет, а не нонстоп да биде бойлерот уклучен. Во оменувањето на навиките влегува и исклучување на сите уреди што вообичаено ги оставаме на стендбај. На годишно ниво, ова пракса може да заштеди до неколку стотини денари, а тука и осветлувањето. Стандардна сијалица од 60 вати, која работи по 3 часа дневно, годишно троши 65,7 киловат-часа. Тоа се 480 денари годишно, по цената во скапата тарифа од блок 1. Еквивалентно моќната сијалица во LED варијанта е од 10 вати. Со 3 часа работа дневно, таа во една година би потрошила 10,95 киловат-часа. Тоа се 80 денари годишно, по цената од скапа тарифа во блок 1, или 400 денари помалку отколку обична сијалица. Математиката вели, се исплаќа да не се оставаат светла без потреба и да се заменат обичните со штедливи сијалици. За оние пак, што може да си дозволат мала инвестиција, професорот Рафајловски препорачува уреди како паметни штекери, кои може да се контролираат и со мобилен телефон. Можеме да одиме на два начина. Едниот начин е да користиме софистицирани технологии, како Smart Home, тоа е многу модерно сега, и такви уреди има Телеком, продаваат и други, кои што може да се монтираат на разни инструменти или на разни штекери или утишници за електрична енергија или за струја, кои што користиме ние. И на тој начин со мало програмирање да обезбедиме нашиот дом да биде паметен, или Smart Home. Или едноставно, ако немаме можности за купување на такви уреди, кои што исто така може да контролираат не само електричната, туку и топлинската енергија, да едноставно си направиме една нов распоред на своите навики. Целта на ситните заштеди по уред на дневно ниво можеби не е лесно видлива, но како што информираше ЕВН пред некоја година, кога патем струјата беше поевтина, секој киловат-час е важен. Дневната потреба од електрична енергија за едно типично домаќинство е околу 14 киловат-часови, во кои спаѓа потрошувачката од фрижидер, 20 светилки, машина за садови, фен, ТВ, машина за перење облека и други апарати. Сече и удел во намалувањето на потрошувачката значи многу и придонесува за помали сметки за електрична енергија.